Добар ден и срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин. Во него подготвивме ексклузивни приказни, но и интересни прилози кои доаѓаат токму од Македонија. Но на самиот почеток ќе започнеме со јапонскиот бренд Toyota, која не изненадува со едно монструозно издание на свој модел, кој има 2000 конски сили и постига 370 км на час. Тоа не е ниту едно спортско издание од Toyota, тоа е само една верзија на Land Cruiser. Исто така ќе се задржиме и со Lexus, кој го најавува новото издание на лимузината LS. А секако дека имаме и тест за оваа емисија, а под нашата лупа го ставивме Шкода Кодиак. Затоа уживајте и започнуваме со интересните содржини. При возење со 370 км на час нештата изгледаат малку поинакви, посебно ако се наоѓате во голем теренец каков што е Toyota Land Speed Cruiser. На него се сеќаваме од ланското издание на саемот за тюнирање SEMA во Лас Вегас. Некој се сеќава и дека имаше зверски 2000 конски сили, извлечени од стандардниот 5,7 литарски V8 мотор на Land Cruiser со помош на два огромни турбокомпресора. Но од сега сите ќе ја паметиме како најбрз теренец на светот, бидејќи во рацете на NASCAR тркачот Карл Едвард успеа да стигне до споменатите 370 км на час или по американски точно 230 мили на час. Подвигот, подстигнат на 4 км долгата патека во една авиобаза во Калифорнија, е верификуван со помош на GPS сигнал, но од Toyota не се докрај задоволни и велат дека имале уште некој километар асфалт на располагање, брзината ќе била поголема. Модификациите што ги има направено уверуваат во тоа. Сите термички оптоварени делови на моторот се со подсврст материјал, а всисната гранка специјално изведена. Трансмисијата е тркачка, а шасијата максимално спуштена и со оптимална геометрија. Монтирани се и широки пневматици и задолжителниот заштитен кафес во кабината. Новиот адмиралски брод на Lexus полека плови кон своето пазарно лансирање. Го чека уште долг пат до крајот на годинава, но Toyota мудро го користат времето, пополнувајќи ја гамата и представувајќи ги неговите адути. Еден од нив ќе биде и F1 Sport пакетот, кој ги истакнува спортските гени на новата лимузина. Механиката ќе му биде иста како и на LS 500 и 500H, 3,5 литарски V6 мотор во првиот случај со два турбокомпресора и 415 конски сили, а во вториот со хибридни 354 коњи. 10-степената автоматика ќе ги префрлува на задните или сите тркала, кои кај F-Sport верзијата се од 20 инчи. Нагласувањето на агилноста е постигнато со поагресивниот изглед и спортските детали во кабината. Изменети се и ослонувањето и системот за управување, а додадени се поефикасни сопирачки. Инфузијата перформанси ќе ја контролираат серија безбедносни асистенти кои за прв пат работат интегрирано. Луксузот ќе биде заеднички за сите членови на идното LS семејство. Него го гарантира 5325 мм долгата каросерија, чеј храбар и модерен дизајн ја наговестува рафинираноста во возењето. Предност посебно на американскиот пазар ќе му даде меѓуоскиното растојание од 3125 мм. Тоа е доста поблиску до продолжените отколку до стандардните верзии на најлутите конкуренти, серијата 7 на BMW и S класата на Mercedes.
Купувачите ќе ја свртуваат главата и кон најголемиот head-up екран на пазарот од дури 24 инчи, како и предните седишта со 28 насоки на подесување и можност за греење, ладење и масажа. Марк Ливајнсон на озвучувањето ќе се грижи за кристално чистиот звук, а за целокупниот впечаток, квалитетот и прецизноста на изработката. Како еден пример за тоа, Toyota наведува дека на дизајнерите им требале 5 месеци работа да го постигнат посекуваниот изглед на маската на F-Sport изведбата. Со помош на компјутерско моделирање, таа е добиена со ускладување на 7100 индивидуални површини, за разлика од стандардната која има само 5000. И од Јапонија ќе прелетаме на сосема другиот дел од светот, поточно во Велика Британија, каде што започна со производство, но и со продажба новиот Range Rover Velar, но исто така и англичаните многу држат до својата традиција и мина труд, па затоа од Англија ни доаѓа воскреснување на уште една марка која беше активна пред некои си 80 години. Range Rover во срцето на Париз на својствен начин го најави пристигнувањето на новиот Velar. Поставувајќи го на покривот на фамозната стоковна куќа Базар де Хотел де Вил, како да сакаат да пратат порака дека новиот кросовер од високо ќе гледа на сите останати. Може би звучи малку надмено, но потеклото им дава право на тоа. Новиот Velar доаѓа скоро половина век од представувањето на оригиналниот Range Rover. Од тогаш гамата на благородничките теренски возила неколку пати е дополнета, секогаш со значаен успех. Британците така очекуваат да биде и со четвртиот член на оваа лоза. Позициониране меѓу Evoque и Range Rover Sport, а ја има алуминиумската архитектура од Jaguar F-Pace. Трендовските купе линии му даваат атрактивен изглед, кој лесно се меша со останатите нови модели на семејството на Land Rover. Но во тоа нема ништо лошо. Напротив, привлечноста е карактеристика што ги краси. Исто е и со современите технологии кои Velar ги има на ниво достојно за марката. Во неговата кабина со перфектно оптимизирани волумени и елегантна силуета најпрво се забележуваат двата 10-инчни дисплеја. Еден е наменет за инфозабавниот систем, а другиот за подесување на се и се што во возилото. Вртливите копчиња за климатизација сепак останаа, затоа што во Land Rover сметаат дека со нив полесно се манипулира. Пред возачот се наоѓа уште еден малку поголем екран, која има функцијата на дигитална инструмент табла. Од модерните работи покрај другото се среќаваат и автоматската задна врата, која се отвора со мафтање на ногата и ласерските LED светла со домет од 550 метри. Тие ќе дојдат како порачени за љубителите на брзото возење, овозможено од гамата моќни мотори. За почеток ги има 5, 3 дизели со силина помеѓу 180 и 300 коњи и 2 бензинци со 250 и 380 коњи. Известна е и мускулестата SVR варијанта, веројатно со компресорски V8 агрегат. Velar, за разлика од F-Pace, ексклузивно ќе доаѓа со погон на сите тркала, вклучително и моќните семејни офроуд технологии и 8-степената автоматика. Продажбата ќе му започне летово по цена од 45.000 фунти.
Британија е дом на многу легендарни автомобилски имиња, за жал огромен дел веќе заминати во историјата. Ентузијазмот на поединци сепак ќе спаси од заборав некои од нив. Така, повеќе од 60 години после своето тркачко деби, британскиот производител Листер представи верзија на легендарниот Нобли, наменета за регуларна употреба во сообраќај. Денес скоро непознат, овој автомобил во рацете на Стирлинг Мос и другите познати имиња од светот на трките беше еден од најуспешните во доцните 50 години на минатиот век. Новиот модел е направен на идентична шасија од цевки како и оригиналот, со доследна примена на конструкцијски техники од тоа време. И покрај истиот изглед, каросеријата сепак ќе му биде модерно произведувана од алуминиум. Повеќе рачно отколку машински, бидејќи ќе бидат потребни 500 работни часа за формирање на секоја поединечно. Моторот има исто потекло како и оригиналот, од Јагуар, и тој ќе биде рачно доработен и од своите 6 цилиндри ќе испорачува 330 конски сили. Ќе биде достапна верзијата со 4,2 литарски мотор. Трансмисијата е 4 степена, а малата тешина од 787 кг доволна за забрзување до 100 за 4,5 секунди. Импресивна е и максималната брзина од преку 290 км на час, иако веруваме дека никој нема така да го вози. За да може да се користи во јавен сообраќај, современиот Нобли е опремен со сета законски потребна опрема: светла, мигавци, ретровизори и друго. За поголема безбедност на патниците е вграден и двоен заштитен ролбар. За вистинско уживање во возењето пак возачкото место е доведено до совршенство и облагородено со контролна табла обложена со кожа. Од Листер објавија дека ќе направат само 10 примероци на оваа реплика на легендарниот тркач со почетна цена од 225.000 фунти. За сложеноста на целиот зафат говори фактот дека почетокот на производството е закажан за септември, а првите испораки дури за јуни идната 2018 година. Со оптимистички очекувања од овој модел, британците најавија дека со истата формула ќе продолжат со оживување и на други автомобили од славната, но веќе заборавена историја на овој производител. На врвот на европскиот пазар ништо не се менуваше последниве 7 години, но очигледно настапија некои други времиња и околности. Надминувајќи Голф по продажба, Ford Fiesta покажа дека Голф не е неприкосновен лидер на европскиот пазар. Според аналитичарите на J2 Dynamics, во март годинава за субкомпактот на Ford се одлучиле 47.263 купувачи, што е за 468 повеќе од оние на Голф. Скромна, но сепак доволна предност за симнување на европскиот владетел од тронот. И тоа во момент кога се очекува замена на сегашната со нова генерација на Fiesta, а Volkswagen веќе настапува со обновената верзија на својата Dut. Причините за ова главно се гледаат во намалениот интерес за дизел возилата во Европа и поагресивниот настап на Ford. Останува да се види дали и колку овој однос на силите ќе потрае. J2 Dynamics е високоцената аналитичка куќа специјализирана за автомобилската индустрија и нејзините резултати се третираат како официјални. Според нив, европската автомобилска сцена бележи се подобри резултати и според волуменот веќе ги надминува Соединетите Американски држави. Дека големината не е битна покажува и податокот дека Ford Fiesta го симна Volkswagen Golf од тронот на најпродавани возила во Европа. Но сепак Volkswagen ќе го возврати ударот на Ford, но преку стопански возила. Со новата генерација Crafter, Volkswagen сака да загосподари со сегментот на стопански возила, каде пак Ford со
транзит е еден од иконите во целиот свет. Дали тоа ќе успее или не, ќе покаже времето. Но пред да ги видиме деталите за овие два модела, ве поканувам на едно лежерно крстарење по Медитеранот. А домаќин ќе ни биде новата јахта наречена Silver Sea Muse. Сезоната на крстарења по Медитеранот започнува, а со тоа и битката за освојување на се поголемиот број туристи што се определуваат за ваков вид уживање во природните убавини. Новиот крузер Silver Muse, чиј кум лично беше принцот Алберт II од Монако, не е најголем, но е најлуксузен досега направен. Има капацитет од 600 патници на кои ќе им понуди досега невидени искуство. Со својата ексклузивност и високиот израз на елеганција ќе ги редефинира крстарењата по отвореното море. Кулинарските специјалитети од 8 тематски ресторани, најфината опрема во кабините и бројните места за релаксирање ќе ги задоволат сите 5 сетила на гостите. За нивните незаборавни сеќавања ќе се погрижи екипажот што брои повеќе од 400 луѓе. Првото патување на овој луксузен крузер ќе го има од Пиреа до Венеција во траење од 12 дена и по промотивна цена од 7650 евра. Од својата нова фабрика во Полска, Volkswagen започна со првите испораки на доставниот крафтер. Доаѓа во вистински момент за марката, бидејќи добро е познато дека комерцијалните возила им носат многу пари на производителите. Но за да навистина биде така, мора на секој купувач да му се понуди токму она што му треба. Затоа и крафтер се произведува во 4 основни верзии со 3 должини и 3 височини. Со нивно комбинирање се добиваат вкупно 69 варијанти. Најголемиот модел во фургон изведба собира 18,4 кубни метри товар и има вкупна дозволена тежина од 5,5 тони. Камионската верзија е со единечна или двојна кабина или 2 меѓуоскени растојанија. Понудата е дополнета со патничка варијанта и шасија со кабина погодна за секаков вид надградби. Крафтер досега беше ребрендирана верзија на Спринтер. Се произведуваше во погоните на Мерцедес, но со мотори од Volkswagen. Во втората генерација, која е прогласена за ван на 2017 година, е целосно собствен производ на Volkswagen. Заради тоа дизајнерите имаа поголема слобода и му го имплементираа познатиот семеен изглед. Успеа да постигнат и одлична аеродинамика за овој вид возила со коефициент на отпор на воздухот од 0,33. Освен сличноста заеднички со патничката програма на Volkswagen му се и безбедносните системи. Така крафтер предупредува при напуштање на коловозната лента, автоматски кочи во случај на опасност, а може и сам да се паркира. Кога се излегува од паркинг, посебен систем предупредува на наидување на возило, а при возење во колона помага активниот темпомат. Електрониката се грижи за стабилизација на возилото при силен страничен ветер и при влечење приколка. Возачот ќе има подобра контрола и со новиот електромеханички сервоуправувач, а за релаксирано возење ќе помага и 8-степениот автоматски менувач. Во Volkswagen Crafter се вградува познатиот и проверен дволитарски TDI мотор, унапреден да ги задоволи Euro 6 нормите. На располагање во 4 изведби во распон од 102 до 177 коњски сили. Сервисните интервали му се предвидени на секои 50.000 километри, а од Volkswagen тврдат дека е за 1 литар поштедлив од досега. Во зависност од јачината и изведбата, погонот е на предните, задните или на сите тркала. Со причини Холандија е рај за велосипедистите. Ги има толку што не ни може да се избројат. А ќе ги има и повеќе благодарејќи на ваквите изуми како што е Фло. Тој делува како некој вид зелен бран, сигнализирајќи им на велосипедистите да забават или забрзаат за да го уловат зеленото светло на наредниот семафор.
Истражувањата покажаа дека чекањето на семафор создава голема нервоза кај велосипедистите. Со употреба на овој систем, тие не само што ќе се скратат, туку ќе се зголеми и безбедноста затоа што ќе се намалат можностите за опасни ситуации. Уредот е опремен со радар кој ја мери брзината на велосипедистите на 100 метри пред семафорот. Врз основа на информациите за траењето на зеленото светло што ги добива од системот за регулирање на сообраќајот, тој пресметува дали тие навреме ќе стигнат до раскрсницата. За да се биде во холандски стил направен е интересен избор на символите. Така, ако се покаже зајак, тоа значи дека велосипедистот треба да побрза. Желката значи да забави, а палецот нагоре дека брзината е во ред. Кравата пак што лежи символизира дека како и да возите, нема да го уловите зеленото светло и ќе мора да чекате. И стигнавме до рубриката Теста, во неа ја имаме Шкода Кодиак, возило кое два пати ме има воодушевено. Првиот пат беше кога прв пат го видов на Женевскиот мотор шоу пред нешто повеќе од година дена, а второто воодушевување настапи кога седнав зад управувачот на ова спортско корисно возило. По вокација едно од најважните возила кои се искочени од таборот на Шкода, бидејќи Кодиак не представува само технолошка пресвртница во редовите на компанијата од Млада Болеслав, туку и дизајнерска. Со овој дизајн Шкода сака да продолжи со успешната гама модели кои ќе бидат наменети за глобалниот пазар. Но глобалниот пазар бара и глобални решенија кои впрочем се достапни на Шкода поради групацијата Volkswagen. Инаку Шкода за една разумна сума на пари нуди извонредно високо ниво на технологија, но и дизајн и опременост. Кодиак е створен за да отвори нови пазари и ново поглавје во фабриката од Млада Болеслав. Затоа на ништо не е штедено. Она што морам на самиот почеток да го споменам за Кодиак е дека една од дизајнерките одговорна за опременост и бои на Кодиак во внатрешноста е нашата Елена Ристанчевска. И како што гледаме, штом некоја македонка ќе ги вмеша прстите во било која манџа, таа испаѓа перфектно вкусна и квалитетна. Седењето во Кодиак е извонредно. Возачот е поставен високо да седи и има извонреден преглед на патот. Тоа помага исто и при возење вон патот. Поради големите димензии, Кодиак делува извонредно робусно, но не е робусен кога треба да го возите. Тој се однесува како компактно возило. Конструиран директно да се спротистави на Hyundai Santa Fe, на Kia Sorento, но и на Nissan X-Trail, Шкода Кодиак е опремена со извонредна спецификација. Овој модел што го возиме може да му позавидат и многу поизвикани брендови, но и многу поскапи од него. За 40.000 евра на прв поглед може да кажете дека е тоа многу за една Шкода, но ако погледнете подлабоко во спецификацијата, ќе видите дека за парите на вистина се добива многу. Пред се, однесувањето на севкупната техника која е вградена во овој Кодиак
ви дава едно сосема поинако чувство, но и сосема поинаква перцепција за Шкода воопшто. Ова, иако гломазно возило, можете сосема комотно и без никакви проблеми да го возите во свиоци и малку подинамично. Затоа морам да го пофалам и моторот кој одлично кореспондира со 7-степената DSG менувачка кутија. Забрзувањата се линеарни. Само во кабината се слуша скромно ржење, скромен звук кој продира од моторот. Тоа не е воопшто агресивно и кажува дека Кодиак пред се е скроен да биде комотен и удобен за користење. Кога збориме за комоцијата, неа ја има на претек. Имате простор на предните седишта онолку колку што сакате, не колку што ви треба. Потоа и на задната клупа просторот е исто така за чиста петка, а оваа изведба има и во гепекот уште еден ред седишта. Вкупно 7 патници може да се превезуваат со Кодиак. Но, она што е важно, барем за семејните луѓе, е големината на гепекот. И тоа е навистина на високо ниво. 728 литра капацитет не се за подценување. Напротив, со овој капацитет на багажникот имате можност и да го употребувате Кодиак како помошно возило и за многу спортови. Ке се задржиме малку на интериерот на Шкода Кодиак. На самиот почеток реков дека од нашата гора лист работеше на опременоста и боите на интериерот на Кодиак и да повторам и сосема заслужено, тоа е Елена Ристанчевска. Таа со својот тим се потруди да даде една персонална нота на Шкода. Самите знаеме дека Шкода е дел од групацијата Volkswagen и дека има врзани раце по прашање на некои круцијални решенија кои треба да се имплементираат или имаат желба да се имплементираат во самиот дизајн, но и технологијата. Сепак, и со сите оние корпоративни ограничувања и смерници, пред се би рекол смерници, успеано е да се даде една извонредно персонална нота на Шкода како бренд. Пред се, во внатрешноста се чувствуваат дека повеќето прекинувачи и опременост се делат со добавувачите на Volkswagen, но тоа е направено на едно многу шармантно ниво. Се забележува квалитетната пластика во внатрешноста, но и изборот на материјали како што се кожата и алкантарата, а за пофалба е и големиот дисплеј во средината кој е одговорен, односно кој е осетлив на допир. Шкода Кодиак е класифицирана во групата на спортско корисни возила. Има погон на сите 4 тркала и моќен 2-литрен TDI мотор. Но она што многу ми се допаѓа е што е мислено и за ексклузивноста, односно за употребливоста на овој Кодиак. Пред се, тоа се електронски дефинираните 5 сценарија на возење. Имате можност да изберете еколошко возење, нормално, спортско, индивидуално, со кој можете да се поиграте со електрониката на самиот систем на подпирање, но и на безбедносните системи, и имате електронски сетап за возење по снег. Но и тоа не е доволно, бидејќи чесите предвидоа дека купувачите на ова возило сигурно ќе го употребуваат и на офроуд, па затоа има и еден електронски сетап за возење надвор
од асфалтот. Да не набројувам многу. Шкода Кодиак, барем во оваа верзија која јас ја имав на тест, е извонредно возило. За 41.000 евра, колку што чини, јас мислам дека нуди многу. И може да ги расипа математиките дури и на премиум марките, бидејќи за многу помалце пари се добива многу приближен квалитет, ја да не зборам и за опременоста. Затоа овој тест ќе го завршам со високо дигнат палец за Шкода Кодиак и со мирно срце можам да кажам дека овој автомобил можеби и нуди повеќе отколку што чини на пазарот.